Асоцијацијата за правата на деца и млади со посебни потреби Ластовица го издаде водичот како да се комуницира со лицата со инвалидитет, чие издавање е завршница на проектот И ние сме тука, чија реализација пак беше дел од еден поголем проект насловен како Попреченоста е прашање на перцепција. Целиот проект е финансиран со средства од Европската Унија, а се реализираше 6 месеци во соработка со Институтот за попреченост од Лондон, Македонскиот институт за медиуми, Националниот совет за инвалидски организации на Македонија и Асоцијацијата Ластовица. Како дел од проектот се организираа повеќе работилници на локално ниво со учениците и наставниците од основните и средни училишта во Прилеп и децата од градинката Весело Штркче од Кривогаштани. Исто така се одбележа и светскиот ден на аутизмот, како и бројни други активности се со цел подигнување на свесноста за присуството на лицата со посебни потреби и за нивните потреби и права како граѓани на оваа земја. Значи, на настанот како завршно е промоција на водичот како да комуницираме со лицата со инвалидитет, односно тука се опфатени сите видови на попреченост, сите инвалидитети и понаособно она секојдневно од наше однесување и среќавање со лицата со инвалидитет и како тоа ние да им пристапиме, како да им пристапиме да не ги навредиме, како да им пристапиме да им помогнеме и како тие да се чувствуваат дел од секојдневието. А како досега се пристапуваше? Кој е вашето искуство? Досега се пристапуваше во однос на несвесна дискриминација. Значи, ние сите настојуваме кон лицата со инвалидитет да гледаме со емпатија, нормално, природно, човечки, да им помагаме на оние што помалку можат во одредена ситуација или да ги упатуваме, меѓутоа некогаш не сме свесни дека кон лицата со инвалидитет правиме несвесна дискриминација во однос на комуникацијата и во однос на постапките. Тоа е дел од водичот, значи како да се однесуваме кон лице во количка, како да разговараме со него, како да му помогнеме во однос на преминување на улица, како да се однесуваме со слепите лица, како лица со оштетен слух, говор и така натаму. Асоцијацијата Ластовица всушност акцентот на целиот проект го става на образовната инклузија. Практично, како што велат и од самата организација, проектот е само мала финансиска поддршка на она што тие и онака секојдневно го работат во основното училиште Свети Климент Охридски во Прилеп. Ја гледам инклузијата како нешто што е многу важно и во наставниот процес редовно се трудиме да ја спроведиме онака како што треба, но предизвиците се огромни. Тргнувајќи од лошата инфраструктура на училиштата, од немањето адаптирани училници, немањето знаење како да се постапува со тие лица и сето тоа ги отежнува работите, ама колку што можеме се трудиме да ги подобриме работите колку во наша моќ тоа е, а исто така да апелираме на институциите, на локалната самоуправа, министерството, на самото општество, како сето тоа да биде се подобро и подобро. Има можности, но мора да се работи многу на тоа поле. Овој проект заврши, еве сега до крајот на месецов, но сепак тоа е еден процес кој што ќе трае и од нас зависи дали ќе има напредок или не. Од Асоцијацијата за правата на деца и млади со посебни потреби Ластовица велат дека се задоволни од досегашната реализација и постигнувањето на целите на проектот И ние сме тука и ќе продолжили во иднина со јакнење на јавната свест за односот кон лицата со инвалидитет и нивното вклучување во секојдневните активности. Затоа што односот на општеството кон луѓето со инвалидност е всушност главен показател за неговиот цивилизацијски развој. Проблемот на попреченост не е само резултат од оштетувањето на некои функции, туку е и производ на меѓусебните односи со лицата кои немаат попреченост.